Сметате ли дека е повредено правото на имунитетот на пратениците кои што се теретат дека се инволвирани во целиот процес, а вчера беа приведени со претрисвани методологии? Апсолутно не. Ние можеме да забележиме не само кај нас, него и во целото обкружување, во целиот свет, кој доаѓа до состојба на приведување на лица за изведување пред очите на правдата, спроведувањето на лицата, односно нивното приведување до полицијата се врши на начин, така да речам, за граѓаните неприфатлив, можда малце чуден, меѓутоа тоа е начинот. Секаде во светот некојаш се притвараат луѓе во пижами. За нас е малку чудно, зошто? Меѓутоа сметам дека конкретно за поставеното прашање за пратениците, имајќи го во обзир членот 64 од Уставот, апсолутно не е повредено нивното право, затоа што по мое длабоко убедување станува случај за кривично дело инфлагранти. Она што ние како гледачи го гледавме на телевизијата критичниот ден на 27 е класичен пример на кривично дело инфлагранти, што значи сторителите на таквите кривични дела. Законот е, Уставот е многу јасен. Вика, пратеник не може да биде притворен без одлука на собранието, освен ако станува збор за кривично дело непосредно сторено и за кое предвидена казна затвор над 5 години. Ми сметате ли дека со оглед на тоа што се работи за пратеници ќе има олеснителни околности за? Апсолутно не. Напротив, околностите мора да бидат отежнителни, затоа што тие како јавни личности, нека се повикаат, тоа е нивно право. Јас сум за тоа да се почитува правото и човечките права на секој од нив, да бидат апсолутно судени во постапка која е правилна, правична и на закон основана. Сметате ли дека во овој случај правдата ќе важи еднакво за сите или ќе има сепак селективност? Јас сум уведен дека нема да има селективна правда, правдата ќе биде еднаква за сите. Ова го тврдам од причини што она што досега го баравме, а не го видовме, веќе на еден начин излегува пред очите на јавноста, значи можат да бидат приведувани и затварани лица за кои е определена мерка притвор од највисок ранг. Според вас како би требало целата постапка да се спроведе, да заврши? Овој процес секако ќе заврши со свој крај. Очекувам дека обвинението за кое се тератат од член 313 тероризам е правилно поставено. Секако може би не за дали е класичен тероризам? Класичен тероризам е во прашање, затоа што ние во собранието видовме насилство. Тоа е еден од начините на вршење на тероризам. Затоа сигурно нема таквото обвинение да издржи или да обстои кај секој, меѓутоа на еден начин да. Мислите кај организаторите? Апсолутно. Организаторите се тие првите и сигурно тие ќе го сносат или ќе го добијат најдебелиот крај. Со овој почеток на спроведување на правдата забележуваме дека профункционира и правната држава. Долго време граѓаните на Република Македонија знаеа што се случи, очекуваа залудо да се отпочне со оваа работа. Многу долго обвинителството за организиран криминал очекуваше, односно стоеше, така да речем, во место, собираше веројатно докази и ево на крајот таа работа отпочна. Тоа беше очекувано и ќе повторам, со ова профункционира правната држава.